Спортски поздрав, почитувани гледачи на МН телевизија. Ново издание од спортскиот магазин Трибина, во кој што овој пат ќе опфатиме повеќе теми како кои што се поактуелни на македонската спортска сцена, вклучувајќи го тука моментот дека кошаркарски клуб Соколи е пред можноста да заигра во Суперлигата, односно во елитната кошаркарска елита на Македонија, и фактот дека е веќе промовиран новиот стратег кој што ќе ги води Соколите од Штип. Информацијата која што беше проследена претходните денови на официјална пресконференција на која што сите тие детали ги соопшти и градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, како и претседателот на клубот Љубе Здравков, беа споделени повеќе информации при промоцијата на новиот стратег Маријан Србиновски, меѓутоа и фактот што откако кошаркарскиот клуб Чаир не доби лиценца, односно и со тоа нема да може да се надпреварува во кошаркарската елита на Македонија, се отвора простор во кој што Кошаркарската федерација на Македонија преку јавен повик кој што е распишан и во тек, ќе аплицираат клубовите кои што сметаат дека ги исполнуваат условите, а со тоа нели да се надпреваруваат во Суперлигата. Кошаркарски клуб Соколи веќе ја поднесе таа пријава, се јави на тој јавен повик и сега ќе се чека само официјално да Кошаркарската федерација на Македонија потврди која екипа и дали тоа би било Кошаркарски клуб Соколи да заигра во Суперлигата. Фактот што веќе Кошаркарски клуб, како што спомна и самиот претседател на клубот, ги исполнува сите услови, вклучително тоа што и заложбата на локалната самоуправа и градоначалникот Јорданов да има што е можно подобри услови во самиот спортски храм, како што е новиот спортски храм Джексон, тука каде што ќе се играат всушност и нели надпреварите на кошаркарскиот клуб Соколи, ги исполнуваат сите тие услови. Пофални зборови за кошаркарскиот храм или за оној спортски храм Джексон, спортската сала која што беше комплетно реновирана, е и на самиот стратег кој што ќе ги предводи Соколи, Маријан Србинов, кој што истакна дека станува збор за една модерна спортска сала која што е една од подобрите во Македонија. Предлагам овде да ја проследиме целосната пресконференција која што ја имавме и со тоа да можете подетално да се информирате, запознаете се тие услови кои што ќе ги има Соколи во новата сезона. Пред се фактот дека целото ќе биде нормално, со оглед на фактот дека и нема многу време веќе за на тој трансфер пазар, како што спомна и Србиновски, нема нешто толку многу квалитетни македонски играчи останато, меѓутоа ќе се прави ростер согласно буџетот кој што го имаат и напомена дека ќе бидат во опција 3 странски заселувања. Предлагам овде да ја проследиме во целост пресконференцијата на Кошаркарски клуб Соколи, па потоа се враќаме да дискутираме за останатите теми кои што ги подготвивме за ова издание од спортскиот магазин Трибина. Почитувани медиуми, благодарам за вашето присуство. На денешната пресконференција сакам да ја информирам јавноста за чекорите кои општината ги превзема за промоција на кошарката во нашиот град, за развој на кошарката во нашиот град, а во име на тоа денес со нас на денешната пресконференција ќе го промовираме и новиот тренер на кошаркарскиот клуб Соколи, за јавноста добро познатиот поранешен репрезентативец, селектор Маријан Србиновски, кој на моje лично, а верувам и на задоволство на штипската јавност, ќе ги води штипските кошаркари и кошаркарскиот клуб кој годинава верувам дека ќе настапува во првата Суперлига, Македонска Суперлига, а со тоа ќе има одлична можност за промоција во новата сала, спортска сала Джексон, на кошарката која имаме обврска да ја популаризираме, затоа што имаме чувство дека во минатите години многу малку се направи за промоција и развој на кошарката. Штип е град на спортот и верувам дека со овие чекори кои ги превземаме како локална самоуправа ќе дадеме се од себе за да го трасираме патот на младите генерации кон спортот, кон едни вистински вредности кои се неопходни во нашиот град. Она кое што ќе следува како чекори кои ќе бидат превземени, административно ќе биде формирано од страна на општината акционерско друштво и на повикот на Кошаркарската федерација веќе ќе се аплицира за да практично добиеме влез во Суперлигата. Со тоа верувам дека штипската јавност, но и многу млади кошаркарски надежи ќе имаат можност да го трасираат својот пат, да уживаат во
кошарката која ќе се промовира на еден најдобар можен начин во Штип, во новата спортска сала. Секако дека како тим, благодарение на ангажирањето на новиот тренер, се веќе екипираме со играчи кои ќе бидат конкурентни во Суперлигата и верувам дека со сето она кое што ќе биде превземано од наша страна, верувам дека ќе се состави еден добар тим кој ќе биде доста конкурентен во Суперлигата, на радост на штипската публика, а еве оваа прилика ја користам да потенцирам дека ова ќе биде една одлична можност за промоција на спортот во нашиот град и секако сите поддржувачи на спортот, сите општествено одговорни компании можат заедно со општината да допринесат во развој на кошарката. Генерално, еве јас би завршил овде, стојам на располагање за дополнителни прашања, би дал збор на тренерот Маријан Срабиновски да даде свој осврт по однос на тоа кои се очекувањата во оваа сезона по однос на екипирањето на тимот и по однос на тоа дека во Штип после долга пауза од повеќе од 15-10 години, се извинувам, верувам дека ќе успееме да имаме една квалитетна Суперлига, односно учество во една квалитетна Суперлига со една квалитетна игра на кошаркарскиот клуб. Па добар ден и од мене, поздрав до менеумите, поздрав до целата штипска јавност. Благодарност на граначалникот за којжаната можност да го водам кошаркарскиот клуб од вашиот град. Уште на првиот состанок со граначалникот ми беа презентирани амбициите, планот за развој, како да расте клубот, како и инфраструктурата, односно новата сала, која морам да ја пофалам, да кажам дека е една од најмодерните од овој тип во нашата држава, така да амбициите на кошаркарскиот клуб Штип со моите амбиции се поклопија, така да лесно дојдовме до договор со граначалникот. Што се однесува до амбициите, значи, како што каже граначалникот, ние чекаме официјално да бидеме промовирани за суперлигаши. Ние во тој правец и почнуваме да ја спремаме екипата. Мора да се нагласи дека во момент немам нешто, мислам, некои, да кажам, голем број на квалитетни играчи македонски, поготово на пазар, но правиме напори да што може да се направи што подобар ростер за тој буџет што го имаме испланирано. Исто така планираме да доведеме и 3 странски заселувања, со што би биле конкурентни во таа Суперлига на Македонија, што ова година мислам дека ќе биде доста изначена и доста квалитетна, така да ќе треба доста да се помачиме, доста да поработиме, али затоа сме тука и дојдени, не се плашиме од предизвици. Тука сум дојден да го дадам максимум, така како ја, така и играчите што ќе ги одбереме, и мислам дека публиката во Штип ќе ужива во нашите настапи оваа сезона. Правиме големи чекори кон промоција на кошарката како еден атрактивен спорт и да преминеме на едно повисоко ниво на функционирање, на едно професионално ниво на функционирање. Се разбира дека нашите амбиции ќе бидат такви во Суперлигата да прикажеме добра кошарка, да останеме во лигата и да привлечеме многу млади деца кои што во иднина ќе представуваат иднина на кошарката во Штип. Значи цел е не само играње, туку и промоција на кошарката и привлекување на млади деца, што досега ќе се служиме го немаше тоа. Во административниот дел, значи клубот кошарски клуб Соколи преминува на едно повисоко ниво, ќе ги со формирањето на акционерското друштво од страна на општината, сите права и обврски, спортски и останати, ќе бидат пренесени со договор на новото акционерско друштво. Значи, тоа акционерско друштво ќе биде, тој клуб ќе настапува во повисоката лига, ќе аплицираме за таа лига, нели со сите наши можности и се надеваме дека ќе бидеме таму. Тоа значи дисперзија на кошарката, имаме разбирање од структурите во Македонија во кошаркарскиот спорт, дисперзија на кошарката, популаризација на кошарката и едно, така да кажеме, селење на кошарката од самиот центар на Македонија, од центарот Скопје, во останати делови
на Републиката, кај што ќе се створат нови центри за развој на кошарката. Значи, ние веќе поднесовме уводна пријава, дека сме заинтересирани за настап во првата лига. Од денес почнува тој рок и ги чекаме само условите кои што ќе ги пропише Федерацијата за да ги поднесеме сите документи. Ние ги имаме, располагаме со сето она што е во фактички правилникот за лиценцирање на клубовите за прва лига. По краткиот джингл и она што го проследевме на самата пресконференција, се враќаме назад. Видовте дека кошаркарски клуб Сокол е подготвен за сите оние предизвици кои што би ги имал во Суперлигата. Ете, спомна и самиот нов стратег Србиновски, кој што рече дека неговите амбиции се поклопиле со амбициите на клубот и така лесно се договорили со градоначалникот Јорданов за да пуштеле рака за соработка и со тоа Марин Србиновски ќе ги води кошаркарски клуб Сокол ќе го води во новата сезона. Ова во дел на кошарката кој што го подготвивме за ова вечерашно издание од спортски магазин Трибина, како актуелна тема во градот Потисорот, меѓутоа и во самата прва македонска фудбалска лига се оние кои што следат и фудбалски клуб Брегалница. Исто така на пресконференција која што беше организирана од страна на клубот беа соопштени повеќе информации и детали кои што и како ја интересира спортската јавност и во Штип, меѓутоа и целокупната спортска македонска јавност која што е заинтересирана за македонскиот фудбал. Зборувавме тука на повеќе теми, имаше неколку прашања кои што беа поставени, како една од темите нормално е тоа со странскиот инвеститор, што се случува на тоа поле. Тука едно од темите амбициите, плановите на клубот, росторот се уште не е затворен, се очекуваат уште некои засилувања да пристигнат, тоа што беше откриено на пресконференцијата. Исто така се зборуваше во делот каде што спомна градоначалникот Ивор Наданов дека во следниот период се изготвува основен проект во кој што ќе бидат направени уште 3 трибини и со тоа самиот спортски, односно самиот градски стадион би имал одлични услови за сите спортски настани кои што ќе се организират, меѓутоа и сите други настани кои што би биле опфатени на самиот градски стадион, а капацитетот би бил некаде нешто над 5000 гледачи. Предлагам овде да ја проследиме целокупната пресконференција која што беше организирана во просториите на фудбалски клуб Брегалница, па се враќаме да продискутираме на некоја следна тема. Почитувани медиуми, најпрво благодарам за вашето присуство. Во пресред на вечерашниот надпревар помеѓу Брегалница и Арсими, ја користам оваа прилика да ги повикам сите љубители на фудбалот, сите љубители на спортот, подржувачи на Штипска Брегалница, вечерва од 19 часот да дојдат и да дадат подршка на штипските сини на надпреварот кој е многу значаен за отварање на првенството на домашен терен под рефлектори. Во име на тоа сакам да ја презентирам состојбата во Брегалница. Знаете дека од минатата година, откако локалната самоуправа ја превзеде Брегалница, првата цел беше да се врати во највисокиот ранг на надпреварување. Се вративме во првата фудбалска лига на Македонија и еве од оваа година почнуваат надпреварите кои очекуваме до крајот на летниот преоден рок, дополнително Штипска Брегалница да се засили и да биде една од најконкурентните екипи во првата македонска фудбалска лига. Тоа кое што најповеќе ме радува е фактот што како никогаш досега повеќе од 13 играчи деца на Брегалница од Штип се во составот на фудбалскиот клуб и очекувам да дадат се од себе за да ја израдуваат штипската публика и да продолжи Брегалница да чекори по патот кој го заслужува. Она кое што како локална самоуправа сакам да го пренесам на јавноста е дека Брегалница, локалната самоуправа, веќе склучи соработка со неколку подржувачи. Еден од нив е државјанинот на Германија кој им дава подршка на фудбалскиот клуб Брегалница. До крајот на летниот преоден рок ќе се знаат сите детали по однос на тоа во каков вид ќе биде таа соработка, дали дополнително други подржувачи на фудбалот во Штип ќе зедат учество, како и да е. Она кое што најповеќе треба да не интересира е тоа дека Брегалница во оваа сезона ќе биде конкурентен тим за да продолжи да чекори кон
нови победи, успеси и да ја гордее штипската публика. Во делот на спортскиот дел, очекувањата, играта, припремите и сето она кое што ја интересира јавноста. Овде со нас е шефот на стручниот штаб Никола Кузманов, председателот Ангел Бојаджиев, капитенот Стефан Коцев и Рајков, кои исто така, доколку имате прашање, може да дадат свој осврт. Од моје лично име, од името на стручниот штаб, поздрав до медиумите кои што ни важивте да дојдете да бидете присутни на оваа пресконференција. Поздрав до сите љубители на фудбалот, навивачите и навивачката група, активни спортисти. Оваа година Брегалница малку од почетокот имаше закаснети подготовки. Тоа е се по основ на тоа што Фудбалската федерација не изненади малку со овие почеток на првото коло, тоа е 25 јули. Подготовките ги почнавме некаде на 3 јули со еден ростер на играчи од минатата година во мал број, дополнети со деца од пионерско-младинска школа, тоа е фудбалери. Некои од нив се уште немаат одиграно ниту еден сениорски надпревар, така да со тек на време успеавме да се доекипираме и официјално, ако за првиот надпревар веќе имавме 13-14 фудбалери кои што играле сениорски фудбал, веќе за вториот имаме 15-16 некаде. Се надевам дека до крајот на преодниот рок оваа бројка ќе се зголеми. На оваа бројка нормално се додадени исто фудбалерите од пионерско-младинската школа кои што ни се многу сериозна обврска ние да тренираат со нас, да се развиваат и се надеваме дека во наредниот период некој од нив ќе постигне првотимски статус. Што се однесува до екипата, ние сме се уште во фаза на запознавање, бидејќи има неколку играчи кои што на денешниот надпревар ќе играат прв пат меѓу себе. Ако знаете дека ние во припремниот период не одигравме ниту еден пријателски надпревар, јасно говори дека првиот надпревар ни беше со Вардар во Скопје. Тоа е нешто што за сите нас беше многу неизвестно. Веќе ова е втор надпревар со новите фудбалери кои што ги регистриравме, кои што имаат право на настап, Матеј Ангелов, Методи Максимов, Иван Глигоров. Веќе добиваме малку таа цврстина, добиваме полетност, добиваме уделуване на багјачката линија уште по некоја опција. Се надевам во наредниот период, како што реков, дека ќе се доекипираме и ќе бидеме екипа која што ќе бидеме доста конкурентни во првата лига. За сето ова мора да помине време, затоа јас како шеф на стручен штаб, заедно со мојот стручен штаб и фудбалерите, бараме една страпливост од навивачите, бараме едно, да кажам, поголемо еластичност, бидејќи сите овие фудбалери, ова е колективен спорт, сите овие фудбалери за да се навикнат едни на други, за тактички да се воиграат на повисоко ниво, нормално дека потребно е време. Се надевам дека од надпревар во надпревар ќе играме се подобро и поуспешно. Дали ростерот е затворен или дали ќе има нови заселувања, актуелни заселувања? Значи ростерот не е затворен, имаме потреба од фудбалери во задната линија, кои што во тек на преговори сме, имаме фудбалери во везната линија, исто така овде имаме неколку опции кои што треба да ги определиме и се надевам дека во наредните денови тоа ќе го завршиме. За двајца фудбалери немаме комплетна документација и очекувам дека оваа недела ќе имаме комплетна документација да ги регистрираме. Тоа се Матеус Лемос и Натанаел Лоренцо. Тоа се двајца играчи кои што играат во офанзивната линија и мислам дека и со тоа ќе го зголемиме ростерот и ќе имаме поголема конкуренција. Дали играчите кои беа промовирани ќе имаат вечерно право на настап? Овие кои што досега ги кажавме имаат сите право на настап, освен овие двајца, Матеус Лемос и Лоренцо Натанаел. Значи тоа се играчи кои што во наредниот период. А овие сите што се и Матеј Ангелов, и Иван Глигоров и Методи Максимов ќе имаат настап на денешниот надпревар, имаат право за настап на денешниот надпревар и се надевам дека ќе дадат добар придонес. Овде мораме да ги спомнеме и староседелците, поискусните играчи кои што го прават костурот на екипата. Се надевам на една позитивна игра и поддршка од публиката и се надевам дека на крајот ќе бидеме сите среќни и задоволни со победа ќе го завршиме овој прв официјален надпревар од првата лига пред своите навивачи. Јас можам да кажам дека атмосферата во клубот е одлична. Тренираме макотрпно,
Сите ги очекуваме овие надпревари, да се докажуваме. Сега е тек почеток на првенството. Денеска играме во ноќен термин од 7 часот. Сите сакаме да дојдеме до 3 бода, затоа работиме. И со помош на навивачите се надеваме ќе дојдат во голем број, да се радуваме сите на тие 3 бода и да продолжиме со победи. Се надеваме на успешна сезона, со многу стреќа, спортска стреќа, многу здравје, без повреди. Целите на клубот се знаат, да бидеме стабилен прволигаш и се надеваме дека ќе бидеме успешни во тоа. Ние, кога бевме втора лига, докажавме заедно со локалната самоуправа, како тим сплотени сите играчите, тренерите, целиот овде целокупниот состав, стручниот штаб, сето што е сочинило Брегалница дека можеме и успеавме, влеговме во прва лига. Сега сме на во големо искушение, кој искушение верувам дека 100% сум сигурен дека ќе докажеме на сите дека Брегалница може, дека Брегалница умее и дека Брегалница ќе биде ова сезона големо изненадување во првата лига. Сакам да кажам дека во клубот владе една голема хармонија, голема работна атмосфера, благодарение на градоначалникот на локалната самоуправа, спонзорите кои што ги имам, благодарение на стручниот штаб, на самите играчи, сите кои што го чинат клубот. Сакам само да потенцирам дека ќе докажеме на сите тие што не веруваат дека ќе успееме. На социјалните мрежи навредуваат, измислуваат разноразни невисти, никој пат не сме демантирале, цело време макотрпно работевме. Оставивме да го докажеме тоа на теренот, впрочем, како што беше и во минатото. Благодарам. Прашања? Председателе, за себе посебно годишната успешна сезона се види дека Брегалница имаше многу тешка сезона и многу силна конкуренција, бевме прво место. Кажете ми каква е оваа година со развојот на младинскиот фудбал, бидејќи сега како прволигаш и таму треба да се посветиме како клуб. Ние веќе имавме состанок заедно со градоначалникот и со чинителите на кои што ќе очинат костурот, односно раководството на младинците, и младинците веќе се започнати со тренинг овие денови, се соединети, смештајот на самите фудбалери е обезбеден, храната е обезбедена од страна на градоначалникот, така да веќе се сплотени и почнаа веќе да играат, дечињата тренираат горе на Бело брдо. Оваа година се надеваме дека ќе имаме и таму успешни резултати. Дали клубот ќе обезбеди дополнителни финанси преку продажба на сезонски билети, дресови, фан-шоп? Па ние сме во план да направиме како тезга, само да видиме да ги исполниме законските обврски, дали не можеме да продаваме на диво, да видиме, да обезбедиме фискално, да видиме како ќе биде тоа, дали смееме како ценеското што да продаваме, во размислување сме во фаза на тоа и можеме да се надеваме дека оваа сезона и ќе започне нешто така пред влезот, самиот влез. Добро што кажа председателот на клубот и ги спомена сите тие коментари на социјалните мрежи кои што се надеваме не влијаја многу, бидејќи не е лесно да се работи во ситуација кога започнува првенство, тренер е поставен во понеделник, после надпревар вели од понеделник друг тренер. Различни комбинации, различни дезинформации имаше и добре што сега излегувате да потенцираме повторно градоначалникот спомна, бидејќи во јавноста се шпекулира пропаднате бизнисот со германскиот инвеститор и слично како што веќе слушнавме, реколте дека не е малку да потенцираме за да го тргнеме барем тоа како прашање кое што цело време ги создава толку дезинформација. Како што напоменав на почетокот на пресконференцијата, соработката која ја имаме со германскиот спонзор продолжува. Во која форма ќе зависи до крајот на преодниот летен рок. Затоа што некако пред време јавноста мотивирана можеби од одредени политички чинители ја коментираше состојбата во Брегалница. Тоа кое што е наша цел како локална самоуправа, како ретко која друга локална самоуправа се грижи за градските клубови. Покажавме и докажавме дека местото на Брегалница е во првата македонска фудбалска лига и тоа така ќе остане. Ние како локална самоуправа и во периодот кој што престои, ќе градиме партнерства за да обезбедиме сигурна финансиска рамка за оваа надпреварувачка сезона. Затоа што знаете сите дека фудбалот е скап спорт, дека бара огромни финансиски средства и дека најголем дел од клубовите во Македонија пропаѓаат, влегуваат во прва лига, не можат ликвидноста да ја издржат и затоа испаѓаат и пропаѓаат како
фудбалски школи и како фудбалски клубови. Тоа во Штип не е случај. Дали и во која форма со германскиот поддржувач или со домашните компании со кои што исто така разговараме, ќе ја обезбедиме таа финансиска конструкција, летниот преоден рок завршува на 6 септември. До 6 септември сите опции се во оптек. Затоа и предмалку шефот на стручниот штаб кажа дека оваа година за прв пат сезоната започна порано од вообичаено, но преодниот рок се уште трае. Брегалница е екипирана со добар костур на играчи, пред се домашни штипски деца, што е наша обврска како локална самоуправа, да го развиваме фудбалот во градот преку промоција на штипски фудбалери кои ќе добијат можност да играат професионален фудбал и преку Брегалница да се развиваат како фудбалери, а во исто време да бидат идоли на младинците кои се едни од подобрите на македонската фудбалска сцена. Така да сите овие чекори кои ги спроведуваме и сите активности кои се превземаат е Брегалница да биде, а во тоа сум сигурен, затоа што, како што напоменав, веќе соработка имаме. Во која форма ќе биде таа соработка зависи и од црвените линии кои ние како град ги имаме. Затоа што не сакаме да дозволиме некој да располага со Брегалница без никакви обврски, затоа што Брегалница не е само на мене како градоначалник или на шефот на стручен штаб или на играчите, на председателот и на навивачите. Брегалница е на целиот Штип, на целиот град, на сите граѓани и ние мораме одговорно да се однесуваме. Секој оној заинтересиран инвеститор, спонзор, поддржувач, во било која форма кој сака да влезе, да го поддржи фудбалот во нашиот град, има јасни црвени линии кои мора да ги почитува. Доколку тие црвени линии се исполнети, јас верувам дека ќе успееме да создадеме една стабилна финансиска конструкција која ќе овозможи Брегалница да чекори по патот во првата македонска фудбалска лига. А она кое што сакам со сигурност да го кажам е дека како град и како локална самоуправа, како целиот стручен тим, штаб кој работи во изминатиот период во Брегалница, верувам дека оваа сезона ќе биде една од подобрите сезони за фудбалскиот клуб Брегалница. Така, не само народски кажано трибината кон интернатот, туку практично останатите трибини кои штипската јавност има желба да ги види направени, за да можат сите посетители да ја следат Брегалница, но не само Брегалница и останатите настани кои би се случувале на градскиот стадион, во периодот кој што следи ќе бидат започнати со изградба. Тоа го споменав, го најавив на претходната пресконференција дека веќе се изработува основен проект за останатите 3 трибини кои треба да ја зголемат капацитетноста на посетители на градскиот стадион, некаде над 5000 посетители кои ќе можат во исто време да ги следат надпреварите на Брегалница, но исто така и да се одвиваат различни настани во интерес на градот, на градскиот стадион. Сето тоа кое што го имаме зацртано како цел и како план, заедно со спортскиот дел, со фудбалскиот клуб Брегалница, е наша цел која верувам дека оваа година, чекор по чекор, ќе се реализираат зацртаните цели и сето она кое што е приоритет за градот. Вака, првата лига е нешто сосема спротивно и сосема различно од втора лига. Втора лига, знаете, квалитетот, финанси, сите тие работи се на многу пониско ниво. Можете да на некои надпревари да бидете и покомотни и све. Првата лига е нешто многу сериозно. Гледате вие и сами. Ево денешниот надпревар против Арсим, екипа која што минатата година била на позиција број 6. Освоила 46 бода. Тоа е нешто што кажува дека екипата е многу сериозна и веќе со искуството една година, тие се веќе, да кажам, еден чекор може би пред нас. Тоа е таа работа. Второто е дека јас во овој ростер на играчи кои што го моментално имам и кои што се надевам дека ќе го дополниме, во тоа сум убеден, многу верувам, бидејќи овде станува збор за едни искусни, проверени фудбалери кои што играле прва лига, некои од нив играле и во шампионски екипи, кои се борели за прво место, играли меѓународни надпревари. Доста од нив се потенцијални, кои што во наредниот период очекуваме да направат трансфери надвор од нашите граници. Така да
Верувајќи во оваа екипа, убеден сум дека сите заедно, ако дадеме својот максимум, кој што го имаме, ќе направиме Брегалница да има добар резултат, а со самото тоа и сите наивачи и целата спортска јавност да биде задоволна од она што ние ќе го манифестираме. Ово беше целокупната пресконференција на која што се обратија и градоначалникот Иван Јорданов, тука беше и шефот на стручниот штаб Никола Кузманов, како и Ангел Бојаджиев, кој што е прв човек на клубот, односно претседател на фудбалски клуб Брегалница, тука беше и капитенот Стефан Коцев, како и Бојан Рајков, кои што зборуваа на сите оние актуелни теми поврзани со фудбалски клуб Брегалница. За крај, како трета и последна тема за ова издание од спортскиот магазин Трибина е втората македонска фудбалска лига и стартот веќе в сабота со надпреварите од првото воведно коло. Она како што и претходно информирав, знаете дека ќе може да ги следите надпреварите од новата сезона втората македонска фудбалска лига во наивната телевизија преку директни преноси, со што и натаму продолжува она можност за да се популаризира самата втора македонска фудбалска лига и да ги накратко спомнеме оние некои важни информации да се подсетиме она кој што го зборувавме претходно. Ростерите не се затворени кај поголем дел од екипите, се остава простор можност да се доекипираат до 6 септември, додека е отворен летниот првен рок. Првото коло од новата сезона во втората македонска фудбалска лига го носи надпреворот помеѓу Пелистер и Камјани. Бреера Струмица ќе игра на домашен терен против Евромилк од Горно Лисиче, Македонија Ѓорче Петров Тетекс, Работнички Кожув, Шкупи, Детонита Плачковица, Охреноваци, Беласица, Осогово се двојките за првото воведно коло. Она што треба тука да се спомне и да се потенцира е дека мора надпреварите да стартуваат со тројца играчи под 21 години и еден играч под 19 години, така да го стартува, така да го завршат надпреварот, или уште попросто кажано, значи ќе мора да се игра тие 90 минути кај второлигаш со тројца играчи до 21 години со еден играч до 19 години. Од амбициите кои што ги имаат Пелистер и Охрита се тие кои што имаат отворени амбиции, сакаат да влез во прва македонска фудбалска лига. Останатите екипи ќе каскаат можеби околу трета позиција или да се вмешат во трката за прво и второ место. Тука е Новац и дефинитивно полни ростер кој што го направи, буџетот кој што го има, Детонит Плачковица, Беласица, Бреера Струмица, иако има млада екипа, она генерација која што минатата сезона всушност играше во младинската суперлига, каде што нема ниту еден пораз и ќе играат младинска лига на шампиони, ќе бидат носители на играта на Бреера. Тука имаме само некое засилување како Владимир Жоглев кој што пристана во нападот на Бреера од Струмица. Понатаму можеби тука Камини од некоја сенка ќе се вмеша, има доста квалитетни засилувања кои што пристигнаа. Останатите екипи можеби ќе бидат во план да се секако тука и Работнички ќе го додадеме во таа група. Македонија Ѓорче Петров со Шкупи, млади играчи, ќе биде знак прашање колку би биле изненадување позитивно или пак сепак е со таа златна средина и нели што е можно сигурен опсно со оглед на фактот дека првите две екипи директно водат кон првата македонска фудбалска лига, се отвара можеби некоја поголем простор да се нешто калкулира и да се чека од втор план да се вмешат, особено на полусезонални екипи кои што ќе бидат бодовно блиску до првите две позиции. Последните три екипи спаѓаат директно 14-то, 13-то и 12-то место, бареж за опстанок во втората лига повеќе нема. Па од тука и притисокот веќе да се нели оди кон квалитетни надпревари и да се одигра квалитетно уште од самото коло. Секој бод ќе биде доста важен во ова нова сезона, втората македонска фудбалска лига, сезона 26-27, која што стартува на 15 август. Ова беше се што подготвивме за ова издание од спортскиот магазин Трибина на МНЕТ телевизија. Ви благодарам што го одвоивте вашето време да го проследите ова издание од Трибина и секој спортски поздрав до некое следно издание, а до тогаш бидете на фреквенцијата на МНЕТ телевизија.